Премиерот Мицкоски, одговарајќи на пратенички прашања, најави дека дел од реформите ќе бидат завршени до крајот на годината, остатокот во првите 3 месеци од следната, со цел, како што рече, државата да го фати чекорот со европските процеси. Повторно нагласи дека владата не може да се согласи со барањето за зголемување на примањата во судството. Приоритет, рече, дека им се инвестициите во градинките и училиштата. Ако тие се жалат со 3-4 евра месечни примања, тогаш можете да замислите како име на дечињата во градинка кои што немаат поиграчки за играње, а немаат. Најголемиот дел од дечиња во градинките немаат. Тоа е буџетот. Го украле, останале малку пари, од тоа што останало ние се трудиме да менаџираме како што треба. Се трудиме, тоа еве, реновираме училишта, реновираме градинки, цениме дека тоа е поголем приоритет отколку да ги зголемиме платите на судиите и обвинителите. И мислиме дека тоа е фер. Еве, ако тоа е гревот што го правиме, нека не судат. Подготвени сме тој политички суд да го прифатиме на награди. Мицкоски порача дека владата нема да ја либерализира целосно цената на електричната енергија за домакинствата, бидејќи тоа би донело поскапување од 30 до 35% и би предизвикало инфлацијски притисок. Владата ќе продолжи да ги субвенционира сметките за струја. До крајот на годината премиерот смета дека може да се постигне политички консензус за измените во изборниот законник, кои треба да бидат усогласени со препораките на ОПСИ и ОДИХР. Следен чекор кој што веќе помина во владина процедура е новиот закон за судски совет. Моментално се усогласува со Канцеларијата на Европска комисија и мислам дека многу скоро денеска тој закон ќе дојде овде во парламент и ќе биде истиот изгласан. На оваа седница министерот за транспорт соопшти дека владата обезбедила 21 милиони евра од дојбор за набавка на најмалку 5 нови електрични локомотиви, со што до 2028 година ќе може целосно да се обслужува карго превозот во земјава. Дополнително рече дека македонски железници се пред договор со австријски железници, кој ќе овозможи македонските локомотиви да се обраќаат на карго рутата од Пиреа до Виена. Последната седница за пратенички прашања ќе биде одржана пред Нова година. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.